Господица Тања Томич, повелете. Ве молам министерот за економија, ако е тука, нека влезе, бидејќи упатено до него прашањето. Ако не е тука, себе заменик председател на владата Република Македонија. Добро, благодарам. Прашањето ми беше упатено до министерот за економија како најодговорен за состојбите за кои што ми е точно, конкретно прашањето поставено. Имено, прашањето ми е максимално конкретно и се надевав да добиам и конкретен одговор за тоа како ќе се реши. Кога точно ќе им се исплатат за останатите плати на вработените во ОХИС? Веќе неколку дена гледаме дека истите штрајкуваат пред владата на Република Македонија и никој не наоѓа за сходно да ги прими макар и кратко на разговор. Тие луѓе што секојдневно стојат на улиците, последната плата ја имаат земено во март 2012 година, што значи дека немаат од март 2012 година добиено плави картони, односно не можат ни тие лично, ниту пак собствените деца да ги однесат на лекар доколку тоа им е потребно. Се надевам дека на никој од нас нема да му се случи да не може болно дете да однесе на доктор затоа што владата му доцни со исплата на платите кои што ги има заработено. Исто така, во меѓувреме, дополнително се упропастува имотот на ОХИС. Веќе неколку пати министерот за економија имаше изјави во јавноста според кои што се објавуваат тендери, се прават обиди за продажба. Меѓутоа, она што сакав конкретно да ми го одговори е како тоа не успева да продаде фабрика која што има 100 хектари или 1 милион метри квадратни собствено земјиште, има 10 километри собствена железница, има хали, административни згради, а според консултанти ангажирани од директорот поставен од оваа влада, енергетскиот систем на ОХИС има мокриност од 13 мегават часови, што е еднакво на производството на електрична енергија од 4 мали хидроцентрали. Навистина не ми е јасно како никој во Министерството за економија не може да состави тендер на кој што ќе се продаде ваква една фабрика. Се надевам доколку не успеат да најдат квалитетни луѓе кои што ќе состават тендер на кој што истата ќе се продаде, ќе можат барем да се обратат до младите кои што се во бизнис инкубаторите, кои што покажаа веќе наназад неколку пати дека се способни да состават добри идеи. Во меѓувреме, додека упорно се објавуваат тендери кои што пропаѓаат, имотот на ОХИС, ова раководство поставено од оваа влада, упорно го раскрчмува. Имено железото од погоните ПАН 1, 2 и 3 веќе е целосно исечено и е продадено. Во тек е сечење на погонот Маса и се предпоставувам дека во таква насока ќе продолжи работењето на ова раководство кое што требаше да рестартира фабриката, ако добро се сеќавам, а не да дополнително ја упропасти. Затоа ме интересира конкретно да ми се одговори кога на вработените кои што штрајкуваат деновиве ќе им бидат исплатени за останатите плати и на тој начин ќе можат да добијат и плави картони и да можат да се лечат. Благодарам. Благодарам. Пратеникот Томич Тања има едно прашање.